Имаме денеска специјален гостин кој беше на нашиот концерт. Тоа е Филип Николовски од Прилеп. И оваа награда за концерт на годината ќе му ја поклониме нему, бидејќи нему сигурно повеќе му значи од сите нас. Филип Николовски, дами и господо! Јас сум Филип Николовски, имам 26 години, моментално сум вработен во Глебската болница. А исто сум и музичар, кој што свири на синтесајзер, поранешен ученик овде кај економското училиште. Да се зборува за Филип Николовски, тоа значи дека нашата професија, наставник, професор во образование, треба да се согледа од многу аспекти. Филип Николовски не беше само ученик, тој беше борец на своето време, тој беше најхраброто дете, секогаш насмеано, секогаш полно со ентузијазам, секогаш полно со идеи. Никогаш не застануваше за тоа што е негова тежина, туку секогаш напред гледаше со успех, со позитивна енергија. Наместо другите ученици да го тешат него, секогаш тој беше рамо за плачење за сите ученици. И многу ми е мило што и после толку години во неговиот живот го гледаме како успешна личност, како лик кој што урбан лик не е само познат во Прилеп, туку и по широката јавност. Нели тој со неговиот талент, со музичката талентираност и со свирење и со пеење се представуваше уште од самиот почеток на нашите патронати, меѓутоа сега веќе запловува во професионални води. Како класен раководител на Филип 4 години, успеав да согледам дека тој растеше и се развиваше во најнормално дете. И покрај тоа што си ја имаше тежината, секогаш гледаше не на својот трновит пат по кој што одеше, туку напротив, тој одеше со исправена глава, секогаш спремен да се соочи со предизвиците што ги имаше. Можам да кажам и од аспект на професор по македонски јазик, во неговите состави секогаш гледав позитивизам, ентузијазам, секогаш гледаше на некои остварливи цели пред себе. Никогаш не застануваш и не се вртеше зад себе да го согледува проблемот, туку како еден решлив момент на се оно што треба да се случи. Ги имам најпозитивните мисли и најдоброто размислување за Филип и секогаш Филип ми е пред очи кога се сретнуваме со нова генерација, нови ученици. Филип е многу позитивна личност и до ден денеска сме во контакт, разговараме, ги следиме сите професори неговите успеси и се гордееме што Филип е дел од нашето училиште. Завршив во 2018 година и успешната приказна со музиката моја почнува на мои 7 години, кога запишав основно музичко училиште во Прилеп. И од тогаш, еве до ден денес, фала му на Господ, жалбата и волјата се уште ме држи за музика и за песна. Кој под која звезда родене, велат и на дланка пишува својот живот, својот пат, никој не го одбира. Својот живот, својот пат, никој не го одбира. Добро утро што ке донесеш, тага за мене ко обично. Не сме исти под ова небо, за други полесно.
Не сме исти под ова небо, за други полесно. Јас со песна мале убивам, со песна се радувам. Ноќва написе, друштво нека е, тоа ќе остане. Еден живот е, каков таков е, само на добро нека е. Ајде, маестро! Меѓутоа, за да се занимаваш со музика и сите тие настави кои што ти ги имаш, сепак треба да имаш поддршка, нели? Без поддршка нема тоа да се... Најголемата поддршка, исполнато да сепак од моите родители, дека е. Семејството е сепак на клучното. Секогаш се Да, до мене. да. А дали наставниците, учениците Да. поддржуваат, дури беше Кога учев тука, значи сум настапувала многу на патронатите што се организираа во нашето училиште. Исто овде имавме многу хуманитарни настави со ученици од втора, трета година беа тогаш, не памтам точно. Да. И беше супер искуството. Знаеме дека ти си ученик кој има церебрална парализа. Кажи ми, како церебралната парализа влијаеше на твојот однос кон музиката? Кога нешто го сакаш од срце и од душа, не гледаш пречка во ништо. Најголем предизвик што ти беше? А најголем предизвик да станам тоа што сум денес, успешен музичар. И успеа на И нешто. успешен човек пред се. А дали некои адаптации, техники ги развити со Па самиот да, тек на моториката на свирење? рацете. Моториката. Научно е докажано дека кога свирите некој инструмент, самиот мозок се развива, значи со самото свирење мозокот се развива. И тоа имам искуство дека е така. А кажи ми еве за твоите емоции, за твојата инспирација, кога свириш, кога настапуваш, што е она што го чувствуваш? Ако ќе видите позитивна реакција од публиката, се разбира дека самото расположение оди на повисоко ниво и емоциите проработуваат тогаш. После 30 години работа, можам без сомнение да кажам дека Филип Николовски е најпозитивното дете што ми влегло во училница. Филип никогаш не беше болен. Филип никогаш не искористи неговата ситуација како изговор да отсуствува од настава. И оно што го видов кај него е дека Филип е борец кој што не дозволи неговата попреченост да го прегази. Избра една прекрасна професија. Музиката е неговиот живот, како што тој самиот вели. И со сигурност знам дека Филип има и добри денови, и лоши денови, и полоши денови, ама се носи со нив многу похрабро од многу други што ги познавам, а немаат никаков проблем во животот. Ми беше ученик, ама јас од него научив дека треба да ми е срам да се жалам за некои ситни, мали, смешни препреки, кога на светов има луѓе кои што се соочуваат со многу сериозни, страшни предизвици. Ми беше ученик, сега слободно можам да кажам дека ми е пријател. Често контактираме. Го следам секој неков чекор во оваа некова убава успешна приказна. И можам да кажам и тогаш велев, Филип е херојот на моето време. Голема инспирација и поддршка ми е гитаристот Рубин Димковски, кој што ги направи моите 3 песни авторски кои што ги имам. Едната е Тебе те нема, се вика песната. Аранжманот е на Рубин Димковски, текстот и музиката ги пишуваше Гоце Балада тогаш. Тоа е 2020 ја извадовме таа песна. Втората се вика Вози возиме, исто аранжманот е на Рубин Димковски, текстот е на Душко Теналковски. И третата е Само на добро нека е, која што е тука да спомниме, ја преработија момците од меморија, исто ја правеше Рубин Димковски, аранжманот и музиката, а текстот исто на Душко Теналковски. И со самото тоа што тие преработија песната, јас се појавив на нивниот концерт по повод 40 години од нивното постоење
и по некој месец од тој концерт продолжи и Дува Марата. Кој под која звезда роден е, вела ти на дланка пишува, а својот живот, својот пат, секој сам го одбира. Својот живот, својот пат, секој сам го одбира. Добро утро што ќе донесе сонце или сиви облаци, што и да е, само да е, добро да не престане. Што и да е, само да е, дојна да се запее. Јас со песна мален убивам, со песна се радувам, ноќта кратка е, ама наша е, така ни остане. Еден живот е, каков таков е, само за добро нека е. Добив, многу сум благодарен што таа награда ми е посветија токму мене и му се заблагодарувам уште еднаш. Тој момент Тоа беше верувам што нема да кој, се заборави. кој никогаш нема да заборавам, самиот концерт и наставот на Булонар. И на сите му посакувам да се стремат кон такви успеси во музиката. Како според тебе може општеството да ги поддржи оние лица кои имаат одредена попреченост, а имаат некаков талент, без разлика дали е станува збор за музика, свирење или нешто друго? Што мислиш ти? Што е Тоа е еден апел да се обезбеди пристап до сите театри и концертни сали и во Македонија и во Прилеп овдека во Центарот за култура. Малку апел да се подобрат тие услови и како што е во другите поразвијани земји да биде и кај нас. Пошто таму има и вагони, возови во кои што има пристап за лицата со попречености, а овдека кај нас и тоа нема. Значи, навистина, поддршка има од целиот глас. А ме помагаја најмногу, имав поддршка, како што кажа, од сите школски другари, ама најмногу од двајца, ќе ги спомнам и ќе ги поздравам, Даниел и Мики, кои што цело време беа со мене и многу ми помагаја и никогаш што нема да го заборам. И стварно имаме едни преубави моменти овде во економското училиште. Баш би сакал да се врата тие години, ама некако тешко таа работа. Поддршка имам исто од сите колеги, ја си поздравам колегите на работа. Одлично е сето, пристап. Болницата општо има пристап секаде за количка и за се, тука морам да пофалам и одлично е сето. Ова е една приказна која што вреди да се слушне, да се памети и да биде пример за сите нас. Филип како наш ученик е исклучителен пример за тоа како еден талент, труд и љубов кон уметноста може да ја надмине секоја бариера. Тој како лице со церебрална парализа секојдневно се соочува со голем број на предизвици, доста силно, доста храбро, пред се е голем борец и во животот можеше да избере тишината, но тој ја избра музиката, да биде негов израз, негов јазик, негов пат кон животот. Во средношколските денови го паметам како дете кој што зрачеше со навистина позитивна енергија, секогаш расположен, секогаш спремен кон секој предизвик, секогаш наоѓаше сила да се бори секојдневно, никогаш не се предаваше, никогаш не се откажуваше. Едноставно тој не дозволи попреченоста да го дефинира него, туку неговиот талент, труд и карактер зборуваат за него. На училишните настапи секогаш максимално го вклучувавме и тој зрачеше со
една позитивна харизма со насмевка на неговото лице. Не затоа што неговиот живот е многу лесен, туку затоа што тој никогаш не се предаде. Тоа е оно што треба сите да го правиме. Неговиот најголем успех е тој што никогаш не се откажа од себе. Секојдневно низ музиката тој допира до срцата на многумина. Секој негов настап е една порака дека талентот не познава никакви граници. Па така, еве ова приказна негова, нека биде апел до сите лица со попреченост, да им дадеме шанса, можност и поддршка да блеснат таму каде што се најсилни. Од каде таа твоја позитивност толку голема? Па некаде мора да се вара позитивноста. Јас се варам ете преку музиката, би рекол. Музиката е таа која што ме држува да бидам позитивен и насмеан секогаш. Пошто сите имаме тешки моменти во животот, тоа го знаеме, ама мора негде да црпиме позитива и насмешки. А на нашиот Филип би му кажала едно големо благодарам за тоа што ни покажа што значи вистинска истрајност. Благодарам што ни даде можност да бидеме дел од твоето патување. Знам дека ова не е твојот крај, ова е само еден почеток на низата успеси кои што во иднината ги редиш. Ти посакувам од се срце да ги оставиш своите соништа, да веруваш во себе, живеј во животот. Пеј, свири, светот треба да те слушне, а ние сме горди на тебе.